За овие млади луѓе кои се денеска тука, но и за сите наши млади секаде. За нив и со нив заеднички го креираме секојдневието во кое живееме, но и иднината која ќе им ја оставиме. И ја ќе зборувам како е тоа така. Затоа што сметам дека јасна слика и визија за иднина е она што тие сакаат и мораат да го видат, но и да веруваат дека е можна. Визија која мора да биде доволно јасна, конкретна и во склад со нивните потреби, што ќе им овозможи со неа тие да ги идентификуваат своите амбиции и животот кој го посакуваат да го живеат и ќе сакаат да го реализираат во својата држава. Впрочем, и ICANN е едно такво дело, затоа што младите се изнаоѓаат себе се, а креаторите на политики треба да ја дадат подолгорочната визија. И токму затоа минатата година започнавме еден навистина инспиративен и сеопфатен процес на креирање на стратегија која представува заедничка визија за развојот на нашата држава и општество во престојните 2 декади. Ние тоа го нарековме националната развојна стратегија. Од делот на онаа што значи надлежност на Министерството за труд и социјална политика би ги истакнала имплементацијата на активните политики и мерки за вработување преку оперативниот план за вработување, воведувањето на гаранцијата за млади, донесувањето и имплементацијата на законот за практиканство, на законот за младински додаток и законот за младинско учество и младински политики. Особено сакам да истакнам високата реализација на оперативниот план за вработување, мерката самовработување 100% реализација, мерката за IT вештини, IT обуки за младите 100% реализација и генерално самиот оперативен план за 2021 година имаше успешна 94,6% реализација. Со овој оперативен план опфативме 11.292 невработени лица, од кои 66% беа токму млади лица до 29 години.